Океј. Ете, се уште се приклучуваат, како и да е, бројката е рече иста како од вчера. И се е тоа, океј, значи нема проблем, би сакала сега да го свртиме тркалото на среќата и еден од вас ќе добие бесплатно учество на јога часовите, кои за февруари месец, кои што почнуваат на 4 февруари, за онлайн групата зборувам, вторник и четврток од 7:30 до 8:30. И уште еден ќе добие бесплатна книга, мојата книга Води за ослободување на тага, ја праќам по пошта, тоа сватив дека е наједноставно во моментот. Со тоа што ако сте добиле, бидејќи има луѓе кои што нели секој ден постираат и истите влегуваат постојано во самата нели наградна игра, доколку ја добиете истата награда нема да важи. Ако ја добивате другата, значи важи. Така да бидејќи вчера имаше едно преклопување, па да не биде тоа недоволно јасно. Така да тука некаде еве ќе направам шер на тркалото. Еде на скринот. Па одиме на тркалото. Еве ги, оние претежно жени, видов тука сега има во групата на Zoom неколку машки или едно машко, видов се едно, но претежно жени споделувате, што е окей. Мислам ми се допаѓа, ви благодарам многу што споделувате, бидејќи тоа на некој начин мене ми значи проширување на мојата работа и можеби на некој навистина ваш пријател им е потребно ваков тип на работа за да малку се помрдне од својата точка на која што функционира во моментот во својот живот. Така да еве ги луѓето кои што објавија на своите сториња претежно на постови и сега ќе одбереме првата награда. Бесплатно учество еден месец на Healthy Yoga часовите со мене. И добитникот е Вики, Виолета Апостолова. О, Вики, браво, се допаѓа ова. Јонака одамна немаш доаѓано на јога. Поради твоите обврски сега нема да можеш да забушаваш. Така да не знам дали си на предизвикот, ама ќе ми пишеш после тоа. После ова. А сега ќе извлечеме втората прилика, само малце, бидејќи нели во моментот сме бидејќи во моментот сме нели со таа собата ни зема внимание, ми зема мене барем внимание. Сега одиме на вториот кој што ќе добие бесплатна книга. И добитникот на мојата книга е Стојанова Кети. Фала многу, супер, ќе ми пишеш Кети, ќе се договориме како да ти ја дадам книгата. Ова ми се допаѓа. Сега да видиме вака. Чекај да видиме тука. Вики е тука. Добре, Вики, значи јога часовите дефинитивно доаѓаш на јога часовите. И се разбира пред Get Cafe Кети, одлично, пред Get Cafe Кети ја дадам книгата, така да се е во ред, баш ми се свија. Тука некаде би сакала да започнам денешната презентација и од време на време не знам дали вие гледате кога некој чека во собата, па за да не го губам вниманието натаму, но денеска ќе работиме за техниката популарно наречена најпопуларно наречена и неколку пати ја кажав. Знаете, целта на нашиот предизвик беше да ја зголемиме свесноста и се уште е на ментално емотивно здравје, да научиме како да ја обновиме нашата енергија и да искусиме mindfulness и медитативни техники. Но ова што денеска го работиме всушност повеќе влегува во втората цел на овој мој предизвик, а тоа е да ги активирате личните капацитети за детоксификација, односно да дојде до вас, може би сте слушнале за оваа техника, но да дојде до вас сознанието зошто е толку успешна техниката EFT која што сега ќе работиме.
За наградната игра ви кажав и така натаму, да не ви ги повторувам истите грешки, бидејќи го немам YouTube каналот, за вас од Zoom ги подготвив овие слики од моите активности, од многуте јога ретрити кои што ги имам направено во изминативе 10-12 години. И после наредниот јога ретрит кој што ќе се случува ќе биде во Керет, Албанија од 1 до 8 јуни и ќе може, ако сакате да дојдете или 3 ноќи, бидејќи има продолжен викенд тогаш, или 7 ноќи, на кој како му одговара. И сега сакам да ве прашам, кога ви енергијата е ниска? Зашто ви паѓа енергијата? Дали сте размислувале за тоа? Мислам, на сите ни паѓа енергијата, нели? Кога ни паѓа енергијата? Кога нешто не оди по така како што сме си замислиле, кога ќе се изнервираме или вие не се нервирате? Може да бидете креативни во опишувањето, исто така. Кога сме преморени од негативни мисли, кога ќе заглавам во мисли точно, кога не се одвива она што сакаме, кога ќе се прејадеме, кога се има околу нас негативни мисли, луѓе. Значи, секогаш тоа ни представува еден од поголемите проблеми при кога немам конкретна цел точно. Кога немаме конкретна цел, запамтете го ова. Секој пат влегуваме во животните патишта на оние луѓе кои што имаат цел. И тогаш, наместо ние нашата цел да ја водиме, да одиме по нашиот пат, ние всушност сме на нечи тук пат и се чувствуваме како да не припаѓаме. Така да тоа е многу интересно да го размислите и да го, како да кажам, да го анализирате и да се навратам на презентацијата. А тоа е ова Emotional Freedom Technique е техника која што се применува во советодавните терапевтски, советодавни коучинг сесии и каде што многу често пати бизнис луѓето ја користат како начин на кој што брзо ќе се ослободат од чувствата, емоциите кога се наоѓаат во некоја ситуација. Сега, оваа техника е многу добра бидејќи преку незе се покажува и е докажано поврзаноста помеѓу умот и телото, што како концепт постоел и пред илјадници години, препознате во традиционалната, за нас сега позната како подзборот алтернативна медицина, но всушност порано постоела традиционална медицина, позната во Кина, во кинеската традиционална медицина, ајурведата и сите источни правци каде што го признаваат постоењето на животната енергија и незиното влијание врз нашиот ум, значи умот и мислите влијаат врз нашето физичко тело и нашето физичко тело истовремено влијае врз нашиот ум. Се случува преку каналите кои што течат низ нашето тело и кои што се нарекуваат нади, кои што ќе ги зборуваме. Тука и сето тоа влијае врз и сето таа динамика и целото тоа движење на некој начин се случува поради емоциите и чувствата кои што постојат во нашето тело. И сега оваа доктор Перл, кој што ви ја покажав на презентацијата, ја тргнав заради ова што кликам тука, се извинувам. Она ја докажала прва во 70-тите години поврзаноста помеѓу телото и умот. Всушност работела со зависници, сакала да ја докаже таа поврзаност и начинот на реакција кој што се случува. И она во незината работа има докажано дека кога ние нешто чувствуваме, во нашиот ум се испуштаат така наречени пептиди, како биохемиски молекули кои што влегуваат во нашиот систем преку крвните садови, доаѓаат преку целото тело, како течност доаѓа до самите клетки, а секоја клетка има рецептор. И ние во нашата глава, ако имаме одредена мисла која што вели, јас сум, например, мислиме, јас сум депресивна или тешко ми е, не можам да издржам, таа мисла, таа енергија, тоа чувство преку овие биолошки пептиди оди до клетките. Клетката, бидејќи има еден рецептор, замислете како вака доаѓа таа пептида до таа клетка, чука на вратата, чук, чук, чук.
рецепторот нели се отвора и вика како се чувствуваме денеска? Денес се чувствуваме депримирано. И клетката почнува да се однесува на ист начин како што се однесува, на ист начин почнува да се однесува како што е и самата порака добиена преку тие биолошки пептиди. На тој начин тоа што го мислиме и тоа што го чувствуваме има огромно влијание врз нашето тело, а тоа значи дека може да го користиме умот за да го подобриме нашето здравје. Сега, во секоја култура, во секоја медицинска традиција, исцелувањето се постигнува со придвижување на енергијата на нашето тело. Тоа го има кажано Алберт Сен Џорџ, биохемичар и добитник на Нобелова награда. И во секоја култура и секоја медицинска традиција, од многу илјадници години пред класичната западна медицина да почне да функционира, практично се обрнувало огромно влијание на нашето физичко тело, бидејќи тоа е како една, се сметало дека е вибрација, значи нашето енергетско суптилно тело е вибрација која што кореспондира со она кое што е во нашето тело, со нашите мисли и истовремено кореспондира и реагира на надворешните стимули кои што се наоѓаат околу себе. И само кога се предвижува енергијата во нашето тело, настануваат промените. Затоа често пати за стресот се вели дека стресот е нели има некаков отпор, се случува нешто, некаков отпор, нешто се случува и настанува отпор кон таа промена, некаква промена треба да настане и отпорот кон таа промена. И таа борба внатрешна што ја водиме всушност на тоа ниво, на некој начин ја представува, се нарекува стрес, нели, она што популарно е познато, и отпорот кон промената е тоа што ни го прави стресот. Така да придвижувањето, отпуштањето на таа блокада, тој отпор кон промена, каква и да е, отпуштањето со самото тоа, енергијата протекува или ситуацијата протекува или мислата протекува и настанува движење токму она што го има кажано овој познат биохемичар и добитник на награди. Да се вратиме на презентацијата, која што вели дека почетокот на EFT настанува на самата. Знаете, кога неколку пати имам држано оваа презентација, имам работено лично и со клиенти или самото EFT, но знам дека сите добри, квалитетни, како да кажам, техники кои што нудат само исцелување, на некој начин доаѓаат од истокот. И неодамна прочитав дека EFT всушност е една од била како тајна се пренесувала. Зборувам за... Чекайте малку само да видам, не ми е уклучен компјутерот на... Да не ни се исклучи, да имам уште еден стрес непотребен. Ето, секе средиш ке заборавиш најважното да уклучиш струја. Јас се извинувам. Значи, EFT е всушност древна техника на самоисцелување и како тајно знаење се пренесувала од учител на учител, или од учител на ученик, од ученик на наредниот ученик и така натаму. Всушност, некаде во раните 80-ти доктор Роџер Калхан ја има донесено на Западот, потоа се развива некаде до 90-тите, од 90-та до 95-та станува позната во светот. Моја предпоставка е повеќе почнала да се движи низ бизнис светот и таму ја видела уствари таа голема мок која што ја има и ја развива Гери Кранк и потоа е позната денеска и на YouTube и на интернет може да најдете многу видеа. А од 94-та наому EFT се шири низ разни правци. Некои се енергетски правци, некои се повеќе коучинг правци, има разни рецепти или разни, така ги нарекуваат рецепти или разни модели кои што може да ви помогнат за било каква состојба. И сега видете, квалитетот на нашето здравје, чекайте да видиме, тука имам евака, квалитетот на нашето здравје во директна врска со нашето емоционално здравје. Јас и вчера ви кажав, ако се сеќавате, дека кога емоционалното здравје ни е добро, тогаш сме полни со самодоверба
И тоа ни е отскочна даска, бидејќи мора да имаме самодоверба, за да го направиме чекорот во нашиот живот и да превземеме некаков ризик. Влегувањето во брак е ризик. Така, прифаќам да влезам во ризик со тебе. Не знам, раѓањето на дете е исто ризик. Влегување на нова работа е ризик. Но тоа можеме да го направиме кога сме внатрешно емотивно стабилни и имаме добра самодоверба. И заради тоа, оваа техника ни носи многу убава. Океј, морав да проверам, тука се извинувам. Ни носи многу убав начин на како може да се трансформираме, да ја трансформираме нашиот живот. Сега сигурно сте слушнале вие за меридијаните во нашето тело. Меридијаните се невидливите патишта низ телото, низ кои што тече нашата животна енергија. Акупунктурата прави притисок на одредени точки на нашето тело. Има, ако го поделиме телото, има 12 меридијани, 6 од лева, 6 од десна страна. Меридијаните исто така се поврзани со денот со ноќта, поврзани се со елементите во природата. Во нашето тело, значи во целото наше тело се наоѓаат илјадници точки низ кои што овие меридијани се преклопуваат, односно се прекрстуваат, на кои што се наоѓаат така наречените акупунктурни точки. И EFT во својот основен рецепт работи на овие акупунктурни точки, односно местата низ кои што поминуваат главните и важни меридијани низ телото. Меѓутоа, за да се докаже ова постоење на меридијаните, бидејќи знаете на запад кај нас, ако нема доказ, сето тоа се гледа малце така со една поголема дистанца и затоа овие техники можеби и не се толку познати, или пак луѓето сметаат дека се не толку не се толку, ајде да кажам, значајни. Некаде во 60-тите години еден кореански научник, Ким Бонг Ханг, докажал дека постојат тубуларни структури внатре и надвор од крвните садови. Знаете, во нашето тело, нели, крвниот систем е наречениот васкуларен систем, кој што ги носи сите крвни садови, вените, аортите, се до најмалите капилари, каде што крвта, онаа што е полна со кислород од нашето тело, од кој што излегува од срцето, се движи низ целото тело, оди до најоддалечените клетки на нашето тело, таму се враќа онаа крв веќе што е осиромаштена со кислород, се враќа назад, се преработува во срцето и така натаму непречено тече цело време тој кардиоваскуларен систем. Во моментот, ако не да Боже престане или ако се стопира, настанува нели и излегување на животната енергија од нашето тело. Токму овој научник докажал дека постои така наречен примоваскуларен систем кој што се наоѓа во кожата, во дермисот на онаа кожа внатре на дермисот кој што практично го одржува тој васкуларен систем, како и во кожата на внатрешните органи. Ако се сеќавате за меридијаните пред малку што ви кажав, тоа е дека секој еден меридијан е поврзан исто така и со секој еден орган во нашето тело. Значи може да ги поврзаме движењата на самите меридијани и тоа што го има во нашето тело со васкуларниот систем, со нервниот систем во нашето тело и на тој начин да имаме една целосна слика на тоа што се случува кај нас. EFT е многу добро, да бидам многу искрена со вас, што не мора да имате огромни познавања од кинеската акупунктура. EFT ги користи познавањата на традиционалната кинеска акупресура, значи каде што се работи со игли, и сознанијата на конвенционалната психотерапија. Сега во EFT, во тапкањето, не се користат игли, туку се користат тапкање со врвовите на прстите на одредени точки на телото, односно на оние точки каде што се преклопуваат меридијаните. И сега за концептот на животна сила, концептот на енергијата која што тече низ нашето тело, предпоставувам до некаде се запознаени. Замислете дека во нас
тече една река на енергија, нели, река во канали, поточиња, големи реки, мали реки. Тоа е, еве, визуелно да го ставиме како нервниот или васкуларниот систем низ телото кој што постои. И секоја една емоција, секоја една физичка болка, секоја едно нарушување на тој систем практично ни прави нарушување на нашиот природен биолошки систем. На тој начин, значи, тие канали низ кои што се движи животната енергија се нарекуваат нади, и тоа е, нели, на истокот така ги нарекуваат тие канали низ кои што се движи таа енергија, и секој едно блокирање на овој канал на енергија, дали поради храната што ја јадеме, и е тотално масна, токсична, нездрава и така натаму. Дали поради водата, дали поради воздухот, тука имаме ние многу такви во Македонија маркери, еден куп што на вистина ги што на вистина се такви какви што се. И потоа дали заради менталните токсини, а тоа се умот, тоа што мислиме, можеби имаме цело време тешки мисли, не се сакаме себе си, не го сакаме светот, се чувствуваме вака или онака, можеби ради емоциите, имаме толку многу потиснати емоции, тага, гнев, бес, и тоа ни прави да тие нади природни значи оној природен тек низ енергијата кој што тече да биде блокиран, и кога настанува блокада на долг рок, настанува болест. И знаете како кога сме на тој начин ни се случува нешто, тогаш нели се почнува крвен притисок да се зголемува, не знам, некој има вртоглавици, некој не може да спие. Значи има разни манифестации кои што ни се случуваат, кои што ги нарекува современата медицина психосоматика. И сите, јас сум сигурна дека кога ни се случи, например, кога ќе се исплашам, јас кога ќе се исплашам, настанува грч во стомакот, и сега од тој грч може да настанат многу работи. Може дигестивниот систем да ми се наруши, сега не конкретно мене, ама на било кој од нас. Тоа ни се случувало во одредени ситуации, и мене сигурно ми се има случано. Не знам, некогаш имаме главоболка кога не сакаме да се навраќаме да мислиме на нешто. Еве Снежана вели, кога сум осамена и размислувам за минатото, исто така може да ни направи голема вознемиреност. Обично кога мислиме кон минатото, кога мислите ни се ориентирани кон минатото, тогаш имаме тенденција да развиеме депресија, а ако мислите ни се ориентирани кон иднината и сме окупирани со тоа, овие што се со Be Perfect Driver тоа го имаат, тогаш се развива анксиозност. Нормално зборувам за екстремите. И нормално зборувам кога само тогаш ни е, и само таму ни е ориентиран умот. Целта на овој предизвик е всушност да видиме што имаме во нас и да направиме еден природен баланс. Нели, ова е за таму, ова е за тука, ама дај сега и овде да видиме што ни се случува. Поздрав, Оли. И значи тоа сакам да ви кажам зашто се важни тие канали, нади низ кои што тече животната енергија, и зашто е многу важно да да го одржуваме физичкото тело такво какво што ни е цврсто. Сега, една група на јапонски научници докажале дека енергијата во телото низ тие животни канали, енергијата низ меридијаните, бидејќи тие се пандани едно на друго може да ги гледаме, е всушност може да се придвижи, нели, кога се осеќаме такви целите сме онака изморени, немаме енергија, сме како и да е нерасположени, има начин како да ја подигнеме енергијата. Горе-доле мислам дека вие тој начин го знаете, односно природното подигање на енергија и движењето внатрешно може да се направи со контракција на мускулите. Значи, било каква контракција на мускулите. Затоа јогата, тајчи, борилачките вештини, таму каде што имаме истегнување на мускулот, контрахирање, па отпуштање. Кога имаме тоа, практично на физичко ниво, ние со физичкото тело помагаме да почнеме да се чувствуваме, да мислиме добро, односно да се отпуштат емоциите и да почнеме да мислиме добро. Заради тоа е многу важно да... Добро, тука се окей. Вниманието сега денеска, извинете, малце ми е на 2-3 страни.
Затоа е многу важно да вежбаме. Вежбањето не мора да биде нешто многу тешко, нормално секој зависи од неговата возраст, од физичката спремност, од еластичноста, од здравствената состојба и тоа се треба да се земе во предвид. Но само обично истегнување на мускулите, контракција, отпуштање, како што на пример го има во јогата, како што го има во тајчи, може многу да ви помогне за да ја подобрите собствената внатрешна состојба и тоа го велат јапонските научници. Односно, тие кажуваат постојат два начина. Едниот начин е со контракција на мускулите, така? Нели во контракцијата на мускулите влегува и она дека се истиснува она застојена крв што седи тука, венската крв што е во мускулите, па се ослободува простор да влезе крв која што полна со кислород и на тој начин всушност се чисти телото од токсини цело време. И затоа луѓе кои што вежбаат, лесно пешачат, одат на лесни прошетки на водно без големи адреналински захвати, всушност многу повеќе и посилно им е искуството и ослободувањето, отварањето внатрешно. Вториот начин, кој што е многу важен за ослободување на емоциите и од блокирање на таа внатрешна енергија на нашите животни канали, е преку ослободување на емоциите. Тука доаѓаме до нетрадиционален пристап дека емоциите се движечка сила на нас, на нашето битисување. Например, ја до некаде се служувам со тоа, бидејќи ако ги немаш чувствата во тебе дека нешто сакаш, дека немаш жарта за нештото, не ти доаѓа да се покренеш толку лесно. Или како што некој напиша тука на Zoom, се приклучуваш да на нечија туѓа, нели немам цел, и онда се приклучуваме на нечија туѓа цел и едноставно така го тераме животот како на лер, не ни е важно кон каде одиме. Затоа, EFT тука помага, бидејќи ви кажав дека се фокусира на EFT работи на чувствата, на одблокирање на внатрешните чувства и многу е важно да знаете дека EFT техниката тапкање, за тоа зборувам, се фокусира на негативните чувства, на тоа што ни се има случајно. Значи, негативното чувство е земено во предвид, се работи на него и тоа е нешто што се ослободува. Но доколку, значи, може да ви помогне за било каква состојба, може да ви помогне за било што, не знам, болки во глава, болки во колено, тежина, ме навреди вујко ми кога бев мала, ме посрамоти, не знам, ми се случи некаков стрес, ме омаловажија, било што имате о вас, не се чувствувам добро, никаква сум, не ме бидува, кој ќе ве нападнат сите оние чувства и мисли во внатре во вас на самите, може да ви помогне оваа техника, навистина многу може да ви помогне да се осетите подобро. И само да видам да не имам уште некој слайд што заборавив да ви го раскажам пред да преидеме на самата техника. Овде сакав да ви кажам за овој кореански научник дека всушност тој експериментирал во оние места каде што се преклопуваат, тие бризгувале боја, односно нели некаков лег во боја, во тие точки кои што ги препознале дека се меридијани, кои што се наоѓаат во тој така наречен примоваскуларен систем, и на некои места како конци се ширала таа боја низ телото на човекот, покажувајќи на тој начин дека на тоа место стои таа акупунктурна точка, низ која што поминуваат тие енергетски канали, односно тие меридијани кои што се наоѓаат низ целото наше тело, нели, како што ви кажав. На некои места не се случувало тоа, на некои места се случувало, и на тој начин всушност е докажано постоењето на тие акупунктурни точки кои што всушност се користат како пристап во оваа техника популарно наречена тапкање. И сега, кога работиме EFT, ова слика со торта идеална, треба да знаеме дека треба да се следи одредена процедура, и следењето на оваа основна процедура има неколку секвенци. Значи, првин ја поставуваш процедурата, потоа оди секвенцата тапкање, и потоа нели неколку можеш да направиш кругови од тапкање и оставаш да видиш, да провериш до каде, како внатрешно се чувствуваш. Оваа трета точка тука што е напишана на слайдот се нарекува гамот процедура. Таа ќе ви ја кажам исто така во текот на зборувањето. Таа се прави на крајот, од кога еднаш ќе го намалиме внатре емотивниот набој за таа случка. Па ќе направиме уште една секвенца, ќе го намалиме уште еднаш тој набој,
И кога сакаме да ја зацврстиме тоа чувство, да речеме чувството што сме го добиле на задоволство од себе, кога сакаме да го зацврстиме тоа чувство, се прави оваа гамут процедура, исто е со тапкање, за да биде истовремено е поврзана со тапкање и со очите. Само малце, добро. Истовремено е поврзана со тапкање и со очите и движење на очите. На тој начин, нели, велиме дека очите се прозорец на душата, нели, ама и преку очите може да се дојде до умот и со движењето на очите всушност ги активираме двете мозочни хемисфери додека се тапкаме и кога правиме оваа гамут процедура е на крај, нели, после неколку круга, можеби после 5 дена правење на тапкањето, ја правиме гамут процедурата за да го зацврстиме чувството кое што сме го добиле на крајот. Затоа е ова торта тука на презентацијата, ви од Инстаграм дојдете на Zoom да го гледате ова, ако не, ќе го следите во некоја друга прилика. И сега, првото нешто што треба да го направиме првото нешто што треба да го направиме е да провериме, јас сега вака, прво ќе ви раскажам се, а потоа ние сите заедно ќе вежбаме. Значи да ви е јасно, значи не мора сега само размислувајте што би работеле на која реченица, тука нека ви биде фокусот. Јас ќе ви ја раскажам целата процедура и ова како што гледате трае зборувањето, ќе трае и објаснувањето. Но самата процедура е многу кратка. Еднаш кога ќе усвоите, кога внатре ќе знаете што правите, тоа е повеќе од 10 на 30 секунди ја правите, пуште 30 секунди за неколку минути целосно се менува во вас внатре енергетската состојба и емотивната состојба целосно. Верувајте ми, значи ова го имам лично на себе во многу еден тежок период применето во рок од 10 минути од вака бе вака. Значи сосема и тоа беше многу интересен момент, ќе ви го раскажам. Прво нешто што треба да направиме е да значи бидејќи ви кажав, се фокусираме на негативното чувство. Значи кога ќе ги затворите сега очите, затворете ги една минутка. Нема да вежбаме уште, ама чисто за да не бидете една минутка, затворете ги очите и сетете се на некоја ситуација која што сакате да ја работите, може да биде некоја физичка болка, например, ме боли ногата или некој стрес што го имате или некое чувство дека се чувствувате мизерно или депресивно или анксиозно или не сум вредна, не сум добра мајка, не ме бидува со машки или со женски, што и да ви дојде в главата, и внатрешно на скала од 1 до 10, додека ги држите очите затворени и вниманието ви е во срцето внатре во вас, на скала од 1 до 10, колку силно го чувствувате ова во вас. Со тоа што единица е најниско, 10 е највисоко. Дајте си во себе една бројка колку, еве ова што сега ќе го работите, ќе го работиме во текот на зборување, на вежбава, на ова предавање. Ставете си ја таа бројка, може да си ја запишите на мобилен или не знам, на некоја ливче до вас ако имате. Само идентификувајте го проблемот што сакате да го работите. Значи, чувството што го имате на што и да е тоа чувство во вас, прво нешто што се прави е се мери на скала на интензитет внатре во вас, колку чувствувате дека тоа е силно во вас, колку е јако во вас. Второто нешто што го правиме, ја повторуваме, ја наоѓаме својата реченица. Значи, реченицата која што треба да изговараме додека се тапкаме, а јас ќе ви кажам сега и точките, нели ви покажувам на презентацијата како да точките, треба да бидејќи ви кажав, EFT се фокусира на негативните чувства. И најклучно од се на признавање дека ние сме дел од тој проблем, дека не е тоа далеко од нас, ние сме дел од тој проблем и велиме. Иако јас се чувствувам дека не вредам, јас се сакам и прифаќам себе си целосно. Или иако јас имам болка во коленото, јас се прифаќам и сакам себе си безрезервно. Значи, иако јас и го прифаќате нештото дека е ваше. Например, ако вашиот сопруг, не знам, цело време одсутен и не е дома, присутен и со детето, мора да сте вие цело време и тоа прави една тежина во вас, реченицата би била, иако јас сум многу уморна и се чувствувам сама, дека тука не е мојот маж, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно.
Значи, го кажувате нештото дека е дел од вас. Значи, го кажувате нештото, иако јас сум лоша мајка, бидејќи мојата ќерка апсолутно ништо не ме слуша, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. И тоа е нештото кое што го повторувате постојано на глас, ако сте сега сами во просторија каде што ме слушате, ако сте сами или нема никој, или дури да има никој, ако не е проблем, може и тоа заедно да правите, не заедно, секој оделно со својата приказна, на глас го повторувате. И тоа е како сетирање на батеријата, нели батеријата плюс и минус, оваа реченица всушност енергетски внатре, сега ја местите батеријата на свое место, или, затоа оваа слика со куглањето, мојата љубов на куглање, која ќе фрлиш топката, нели, ако го првата кугла ако ја удри, сите други паѓаат. Точно ова сетирање, ја повторуваш во себе 3 пати, таа главна реченица, со тоа што додека ја повторуваш 3 пати внатре во себе, во тоа чувство влегуваш, се тапкаш на овој дел од вашата, се нарекува карате точка, нели, понекад артистите вака која сечат, која прават, на оваа точка се тапкаме со 2 или 3 прста. На секој едно место се тапкаме, сега ќе спасаме до тапкањето, за да не се чудите како се тапка, овој слайд па ќе продолжиме. Значи се тапка 5 до 9 пати нежно на одредени места, точки на телото, кои што јас ќе ви ги покажам како основен рецепт, а вие нормално, ако сте заинтересирани, може да ги најдете сите рецепти за сите можни болести и сите можни проблеми. Се тапка со средниот и до малиот прст на одредено место, со тоа што некаде, например, тука би можели и 3 прста, но претежно со 2 прста, или на темето на главата која тапкаме, со 2-3 прста се тапка. Не е важно, не броиме 7-8, тука едноставно го чувствуваме 5-6 пати, колку ќе ни дојде, значи не сме оптеретени со бројки, дали правилно правиме, тука едноставно треба да влеземе во чувството, да бидеме залепени со тоа. Потоа, се задржуваме најмногу на почетната точка, тука каде што кажуваме, на карате точката, каде што кажуваме неколку пати, ја кажуваме реченицата, бидејќи треба да влеземе внатре, целосно, енергетски да влеземе во тоа чувство, се тапка од горе надоле и може да тапкате со било која рака. Значи, независно дали со лева или со десна. Може да почнете, нели, се тапка странично, па тука, па не знам, продолжувате тука, па од оваа страна, не седно е, бидејќи телото ни е, нели, поделено на 2 дела во нашето, значи визуелно замислете како да е поделено. И чекайте вака да направам, визуелно е поделено телото и независно дали тапкате од лева или од десна страна на вашето тело, практично ист ефект се постигнува. Значи, не се држиме до правила, процедури и, што би рекол мојот учител, до фанатизам, туку се чувствуваме себе си, разговараме со својата душа, може тоа така да се каже оваа техника, и ја чувствуваме енергијата во нас. И сега да се навратам на слайдот што е како го правиме тоа, на кој места тапкаме. Значи, почнуваме со тоа што тапкаме на... Чекайте малце. Гледате, нели, презентацијата гледате, добро. Почнуваме да тапкаме на карате точка. Потоа тапкаме на врвот на главата, од горе надоле. Па се тапка на веѓата, нели, од левата и десната страна, еве јас од десната страна ќе те тапкам, значи на крајот на веѓата од десната страна тапкаме 5-6 пати. Па потоа тапкаме како што е окото на очната коска, тука на страната на окото, на очната коска. Потоа замислете очната коска како што оди, нели, под самата зеница на окото, на таа точка се тапка. Па потоа се тапка во точката над устната. Ова се, како да ви кажам, основниот рецепт е ова на тапкање. Ви кажав дека има и други рецепти, но тоа се веќе понапредни, нема потреба да одиме. Ова може да ви заврши цела работа. Тапкаме на точката над устната, па на точката кај што ви на поддолната устна и брадата, нели, има едно владнување, тоа владнување се тапка. Потоа, на клучната коска тука, чекайте вака само да исклучам да ме гледате повеќе,
на клучната коска тука, нели има како едно вака кругче и од страната на него се тапка така на клучните коски. Има тука едно како внатрешно, како делче од коската кој што е као полукружно, странично, значи го чувствуваме тоа, сега ќе се вцрвенам, јас кога се пипкам се црвенувам, добро, се тапка тука, потоа се тапка со 4 прсти под вашата мишка, тапкаме 4 прсти. И видете, сега за сега нема да ја правиме гамот процедурата, или ја ќе ви ја кажам гамот процедурата, таа ја правиме, ќе ја направиме скрос на крај, не ја правиме додека разговараме и размислуваме. Значи, потоа се тапка помеѓу до малиот прст и малиот прст, нели има две коски кои што се спојуваат, така? И помеѓу тие две коски има едно дупче. Така, и тоа се нарекува гамат процедура, значи од кога ќе го завршиме овој круг, и ви кажав кога се прави гамат процедурата, правиме еден круг, правиме уште еден круг, правиме уште трет круг, и чувствуваме дека сме ја отпуштиле таа негативна енергија што имаме во нас, и после продолжуваме со гамат процедурата, тапкаме, додека зборуваме, не сме стасали до зборувањето, сега сам ви ги кажувам точките, тапкаме, нели, во просторот помеѓу двете коскички, па потоа на секој еден прст, нели овој дел на ноктот што гледа кон нас, каде што ни излегуваат, не знам како се викаат тие што не болат кои ќе ни излезат, живци, не знам како се вика, тапкаме на нив со 2 прста или со 1 прст, значи на сите прсти тапкаме странично, потоа повторно тапкаме на гамот точката, со тоа што сега, додека тапкаме со гамот точката, гледаме право, ги затвараме очите. Правиме полукруг со очите, цел круг уствари со очите на една страна, па друга страна, бидејќи ви реков преку очите го активираме сега умот, друга страна, па очите гледаме од горе кон доле, значи странично гледаме, па гледаме од спротивната страна по диагонала, ги движиме без да движиме главата, само очите се движат. Потоа го правиме она што се нарекува хрмкање или подпевнување на некоја песна, значи да се слушне звукот од тука и, например, најчесто се предлага да се направи, да се испее Happy Birthday, например, додека се тапкам, и кога ќе заврши тоа, ја спуштаме раката и се проверуваме себе си како сме. Не знам дали ме разбравте. Ова беше дел од приказната. Значи, ајде од почеток со мене да поминате. Се тапкаме на карате точката, се тапкаме на главата, од страна на веѓата, кај окото, под окото, на коската, над устната, под устната, на како се викаше оваа точка, не ми тикнува, оваа што е на кај тимосот, на тимосната точка, па се тапкаме под мишка, па на едниот прст, на вториот прст, на третиот прст, на четвртиот прст, на петиот прст, на гамот точката, и тука веќе применуваме очите, круг околу, со очите од една страна, со очите на друга страна, па по диагонала ги движиме зениците, од горе надоле, под спротивната страна, од горе надоле, па го пуштаме гласот, заборавив дека има и броење, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, значи броиме наназад и нанапред и се отпуштаме. Тоа е целата постапка која што се движиме, јас ќе ви ја покажувам и ќе ви ја зборувам на сите, но сега многу поважна е всушност реченицата која што ќе ја земете. Само малце сакам да видам дали можам да ја зголемам оваа сликата, вие што ме гледате на Zoom. Не бев спремна за зголемување. за да може да ме следите. Ајде вака да видиме. Океј, супер. За да ме гледате по целосно, да не биде само до тука до главата. Вие на Инстаграм не го имате тој проблем. Значи, внатрешно во вас, кога ќе ги затворите очите,
вниманието го ставаме во срцето. Вдишуваш преку срцето. Издишуваш преку срцето и активирај таа срцева чакра со тоа што визуелно, ментално, чувство, кој не можеш да визуализираш, вдишуваш преку срцето, издишуваш преку срцето. И стави го целото внимание на тоа. Сега обиди се да се сетиш на настанот, на тоа негативно чувство или нешто што ти се случува, кое што сакаш да го разрешиш. И повторно можеш да провериш внатрешно на скала од 1 до 10 колку интензивно го чувствуваш нештото. Например, може да е болка физичка, може да е психичка болка или ментална или емотивна. Јас ќе ви го покажам ова, еве имам направено со една реченица која што почнува вака. Иако јас не се чувствувам доволно добра, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. И обиди се внатре во тебе кој ќе го изговориш тоа нешто. Јас ќе го кажам ова како пример, а вие може да си го мелитерате во главата вашиот пример, за да го почувствувате колку интензивно го чувствуваш тоа што таа реченица. Иако јас имам болки во коленото, иако јас сум болна од рак, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. Значи, оно што длабоко вас вие, кај што ви емоцијата застаната длабоко, го признаваме и прифаќаме нештото. И почнуваме да се тапкаме на карате точката, додека повторуваме, иако јас не се чувствувам, еве јас ќе кажувам со примерот вредна, иако јас не се чувствувам вредна, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. Иако јас не се чувствувам воопшто вредно или вредна, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. И повторувајте го тоа нешто со вистински внатрешно емотивно да ја доживеете, тоа чувство, кој да е, не мора да е вредност, може да е било што го имате, додека се тапкате. Потоа почнуваме се тапкаме од темето на главата. Ја кажуваме или истата реченица, или додаваме нешто што од внатре ни доаѓа. Иако јас се чувствувам недоволно вредна, затоа што и да направиме за џабе, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. Па потоа тапкаме кај веѓата. Иако јас не се чувствувам вредна, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. Па тапкаме кај окото од страна. Иако јас што ви доаѓа. Иако јас не можам да се снајдам во овој свет, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. Па одиме кај окото. Иако знам дека мене никој не ме вреднува, и јас не се вреднувам, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. И се што ќе ви дојде во глава, реченици поврзани со темата, иако јас немам доверба во себе, не верувам во себе, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно, па тапкаме под долната уста, иако јас си кажувам за себе дека сум никаква, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно, па тапкаме на градите, иако јас не се сакам себе си, сето ова ми смета, животот ми смета, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. Тапкаме под мишка, иако јас со 4 прста, иако јас што и да ви доаѓа поврзано со тоа, кај мене ви кажував со вредност, не знам, што и да ви доаѓа, иако на вистина длабоко не се сакам, јас се прифаќам себе си целосно. И потоа продолжуваме пак на главата, продолжуваме повторно, уште еден круг ќе направиме, иако јас си кажувам на себе дека не вредам, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно кај веѓата, дека немам доволно квалитети, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно кај окото од страна, дека ја не сум доволно добар или добра, се сакам и прифаќам себе си безрезервно под окото, дека толку многу причини верувам дека не се осеќам добро, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно под
носот на таа точка и можеби имам кажано дека директно, дека јас не сум, можеби ми имаат кажано дека не сум доволно добра, па под брадата, чекайте да изјамо тука, можеби би било кажано, можеби ми било кажано дека не сум доволно добра, ама јас сега одлучувам и сега, како ви доаѓа внатрешно, кога ќе ви дојде внатрешно, ставете ја после тоа, како се вика, продолжите на градите, тапкајте. Но јас се одлучувам, бидејќи јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно, па подмишка, поради тоа неразбирање, јас не се сакам себе си, затоа јас се сакам себе си, прифаќам. И потоа продолжуваме со гамот процедурата, тапкаме од страната, може да продолжите да зборите, а може само да се тапкате по прстите странично, на ноктите, или на пристапот помеѓу мевцето и ноктот, на сите од едната рака, па одиме на оваа гамот точка, почнуваме да тапкаме и сега веќе не збориме. Сега правиме кружно движење со очите во една насока, кружно движење со очите во друга насока, гледаме горе лево, па горе доле десно, па обратна дијагонала, лево горе, десно доле, затвараме очи и хмкаме. Ја пееме, да речеме, Happy Birthday. Броиме наназад. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4. 5. Испуштаме рацете. Влези во себе. Влези во своето срце. И сега врати се на првичната реченица и на скала од 1 до 10, колку сега ќе и по интензитет таа емотивна внатрешна болка, вибрација, колку силно ќе биде внатре во тебе. И дали има промена. Напишете ми ја првата бројка која што имавте и вторава сега што ја добивте. Дали има разлика? Некогаш многу брзо се менува внатрешно, многу брзо. Ова сега јас го зборувам и го објаснувам. Вие интуитивно има мала разлика кај Дијана. Чекај, некој имаше од 9 на 4, од 9 на 5. Значи ние направивме 1-2 круга направивме. Ние и тоа ја многу зборува, вие не можевте ни сами да влезете, но внатрешно кој ќе влезете вистински внатре во тоа. Незначителна Виолета вели од 8 на 2, 3 првата, 8 втората, значи не си одбрала правата реченица. Беше 10, а сега е 0. Многу е силно, од 9 на 3. Многу голема, еве вие на Инстаграм исто може да напишете дали кај вас, доколку ја извежбавте целосно, дали ја забележавте разликата. Ќе направиме, ќе извежбаме уште еднашка, но сакам да ви кажам минимално подобрување од 8 на 6, ама ми се јави главоболка, нормално е, не е нормално, сега можеш да работиш на главоболката, но многу треба да внимавате на како ќе изберете реченицата и што од вас ќе излегува. Бидејќи поентата ви реков е да ги прифатиме, да прифатиме состојбата како наша. EFT, техниката за емоционално ослободување или популарно наречена тапкање, помага кај сречи се, меѓутоа ако вие сте долго време изложени на сериозна стрес, физички проблеми, болести и така натаму, се оди на стручно лице, се консултира. Ова може да ви биде одлична техника за да излезете внатре од таа некоја внатрешна блокада, да се ослободите за да може да превземете чекори за себе. Значи ова не е апсолут дека ќе ви, особено бидејќи се работи, видите на YouTube, ако погледнете, ќе видите има многу видеа каде што велат, не знам, со EFT може да ви помогне да оздравите, да не знам, да камењата да ви се смират во жолчката. Нормално треба да бидете и вие да го користиме умот, како што ви кажав на предизвикот, но навистина помага да ја отпуштиме од себе, да отпуштиме целата тензија и многу ми е мило, еве повеќето од вас од 8 на 2 гледам како пишувате кои све движење разлики ги има во тоа. Сакам да ви кажам, ќе направиме уште еднашка и тоа ќе го направиме како една медитација за да уште подлабоко влезете. Но можам да ви кажам дека пред короната се случи тоа, водев јога ретрит во Грција
И додека бев таму, дома се случи една ситуација која што беше страшна и која што, јас таму, само што спасав, не можев да се вратам. Првен водам група со многу луѓе, второ јас ги изведувам сите активности таму, дал јога, дал вакви работилници правиме. Бев многу вознемирана, значи толку вознемирана бев што јас нормално никој не знаеше. Тие 7 дена таму никој не знаеше. Ќе го кажам пак редоследот на тапкање сега. Но толку бе вознемирена, сеќавам седнав на плажа, беше јога ретрит, и еве Мерчевски Андре вели дека Faster EFT од Роберт Смит е подобра опција која што ми помогна. Секој го наоѓа својот пат и својот избор, но EFT е многу убава прилика за активирање на внатрешната сила и ослободување на тој емоционален набој, емоционална тешка енергија што некогаш не ги блокира тие животни патишта. И се сеќавам, седев на плажа и си реков, сега што ќе набраш, Билјана, од сите тие техники што ги знаеш, знаете кога сте под блокада и кога сте под стрес, да вистина треба време да ви текне што све може да направите за себе, оти за друг ќе ви текне, мене барем така. Мислам дека сите се така, за други ќе ни текне, ама за нас, чекај сега како беше, дека седев, ми текна на тапкање. Значи јас во рок од 5 минути направив неколку круга. Целата таа внатрешна бура што беше во мене, јас нема. И после сите, нормално, добро заврши, фала Богу, ситуацијата дома, но сите денови ми помагаше од сабајле во текот на денот. Секогаш кога ќе ми паднеше енергијата и ќе почнев да се чувствувам дека не сум доволно добра, дека сум промашила во ова, сум направила ова, секој пат ја правев EFT и вистински длабоко ми помогна. Да, Дијана, за другите секогаш ќе ни текне, за нас ќе ни текне, чекај како беше ова, тоа ми е најинтересно кој ќе кажам. Александар побара да ги повторам точките, нема да одам по презентацијата, пошто таму ми се по различен редослед, значи почнуваме со тоа што тапкаме на карате точката, тапкаме на главата, на веѓата од страна на окото, под окото, кај устата, под брадата, на клучната точка, под мишка, мислам дека имам една слика, ќе извадам, сега таа ќе ја гледате, и за гам од процедурата тапкаме на прстите, на прилазот на ноктот и на мевцето, на секое едно, и потоа на оваа гам од точка, кога ја го правиме завршниот дел и запечатување на емоцијата. Дали ќе може да ги видиме, јас имам неколку видеа и вакви големи предавања на мојот YouTube канал, кој што во моментот не постои. Кога ќе постои, ќе го објавам тоа и ќе може да ги најдете таму. Само се вратам на презентацијата, мислам дека овој слайд ќе ви помогне. Еве ги точките. Чекај малку. Еве ги точките за овие кои што сте сите од на Zoom, кои што ја гледате презентацијата. И сега најпрво ќе ве вратам на некое чувство, не правите планови што ќе работите, значи затворете ги очите, ќе направиме ова како мала медитација, како повлекување во себе и ќе ги, ако ви е тешко, ако не се сеќавате која точка да ја направите, отворете ги очите, гледате презентацијата, а за вас на Инстаграм јас ќе покажувам и ќе ме следите мене. Затворете ги очите, дланките свртете ги нагоре, на вашите бедра се ставени. Еднаш длабоко вдишуваме, бавно издишуваме, го отпуштаме целото тело. Вниманието стави го во твоето срце и започни да визуализираш како еден жолт цвет со вдишување се отвара. Доживаш како и срцето се отвара внатрешно. Со издишување, жолтиот цвет благо се затвара и многу светулки, звездана прашина излегува и се шири натре во тебе. И вниманието
е на срцето. Ако ти е тешка визуализација да правиш, можеш да визуализираш како вдишуваш преку срцето и чувствуваш срцето и градите како ти се отвараат и како бавно издишуваш. Сега на менталниот екран пред тебе визуализирај се себе си како носиш еден тежок, неудобен капут, како некоја пончо, како прикривач на тебе. Тој боцка од што го носиш. Тој е составен од сите твои чувства кои што значат грижа на совест и вина. Секој пат кога се чувствуваш виновна нешто или виновен, секој пат кога имаш грижа на совест дека не си направил, не си направила нешто, овој го чувствуваш, овој капут на тебе што го носиш тежок, и ја усеќаш тежината, бидејќи се сеќаваш на оние моменти во твојот живот кога навистина имаш чувство на вина, нешто си направил, направила свесно или несвесно, или имаш грижа на совест, изманипулирал некого или некој. Си добил можеби нешто или добила нешто што не е твое. Чувствува оваа тежина на овој капут кој што го носиш. Сите твои грешки, сите твои саботажи, толку е тежок капутот што речи си подклекнуваш на нозете, толку ти е неудобен, ментално од себе, на еден начин можеш да ја повикаш и повисоката свест, да се ослободиш, да го извадиш од себе овој капут, оваа тежина. Стави ја во едно купче, тука пред тебе. И побаре од повисоката свесност да ти даде оган и да ти покаже начин како можеш да го изгориш. Извадиш од себе овие наталожени чувства на вина, на грижа на совест. И потоа, внатре во тебе, врати се назад во твоето минато и одбери една ситуација во која што толку силно си се почувствувала лошо, сама со себе или сам со себе, или неприфатена, осудена, што и да е, омаловажена, посрамена. Сети се на таа ситуација и ментално во себе доживеа ситуацијата, можеш да ја видиш на слика пред тебе, доживеа таа ситуација, на скала од 1 до 10, емотивно, да и оценка, ако 10 е најсилно, 1 е најмалку силно, колку ја чувствуваш, колку го чувствуваш тоа чувство на неуспех натрешен. И потоа кажи реченицата: иако јас, например, ако се чувствуваш неприфатен, безуспешен, иако јас, и почнуваме да тапкаме на карате точката. Иако јас се чувствувам, кажете го нештото, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно.
Или велите, иако јас, и го викаш, го имам тоа, иако јас сум неуспешен, или иако јас сум болен, или јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно, и кажувајте го на глас, ја кажувајте на глас таа реченица, потоа се тапкаме на темето на главата, ја кажуваме повторно реченицата, енергетски внатрешно ја повторуваме. Иако јас се осеќам осудена и никој не ме прифаќа, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. Па тапкаме кај веѓата, иако јас, и кажи го тоа надредот, почувствувај го дека го зборуваш. Сети како и душичката ти игра дека го зборуваш. Па одиме кај окото, од страна на очната коска, тапкај, зборувај. Дури ако не ти доаѓаат зборови, само тапкај па под окото. Па одиме под мозот. Иако јас, 3 точки, се сакам и прифаќам себе си, па одиме по долната усна, па тапкај се на кучната коска, па се тапкаме под мишка. Се што ти доаѓа, вади го од себе и секогаш завршува реченицата, јас се сакам и прифаќам себе си безрезервно. Па потоа почнуваме да тапкаме на палецот, показалецот, средниот прст, домалиот прст, малиот прст, гаму точката. И сега тука веќе правиме кружно движење со очите во една насока, кружно движење со очите во друга насока, без да мрдаме главата, по дијагонала, лево горе, десно доле, другата дијагонала, десно горе, лево доле, хмкање, броење на назад, 5, 4, 3, 2, 1, 1, 2, 3, 4, 5, и полека спушти ја раката и остани така во контакт со себе. Пак стави го вниманието во твоето срце. Стави го вниманието во твоето срце, диши длабоко, издиши. И на скала од 1 до 10, со кој интензитет ја чувствуваш таа емоција, тоа чувство внатре во тебе. И полека можеш да се вратиш назад, сега и овде, да размрдаш твојата позиција. И може исто така да ми напишете, еве 10 па 7, се прават повеќе кругови, ние сега оваа практична цел го правиме побрзо и јас ви ја кажувам таа гама од процедура, иако на крај треба да ја направите после 5-6 круга, нели, карате точка, глава, кај окото, од страна, под окото, над усната, под усната, на кучната коска и на под мишката. Неколку такви круга. Не мора дури некогаш не да зборувате, ако многу се чувствувате лошо или не знам, не ви доаѓаат зборовите, има луѓе кои што не умеат да ги препознаат своите чувства, ама знаат дека не се добро, можат на тој начин да почнат. Има да ви кажав на интернет многу YouTube линкови за разни рецепти, ова се нарекува основен рецепт. Еве од дали тапкањето се прави од една страна или од двете страни наизменично. Може да почнеш и од едната и од другата, значи се едно. Ви реков, не сме не правиме фанатизам, туку можеме и од десна, од лева да продолжиме се едно, бидејќи тие меридијани, тие точки кои што се тие места каде што се преклопуваат внатрешните канали на енергија животна кај нас, тие ако пуктурата или точките каде што се ставаат иглите се всушност местата од каде што се шири енергијата на разни места и доаѓа до одредени органи, така да ова се основниот рецепт кој што може би реков огромна работа да ни заврши, особено ако имаме емоционален, внатрешен, што и да е, дисбаланс, проблеми, што и да е. Сега, јас тука завршив. Денеска дури многу зборев. Многу зборев, леле, многу зборам.
Не знам како ги прават предизвиците пократки, искрена да бидам. Мене требаше повеќе повторување на тапкање, например 3 пати точно. Точно, Снежана, 3 пати е по мене идеално и потоа гамот да се направи. Ама сега во интерес на времето не можев толку многу, бидејќи на почетокот сакав да ви објаснам зошто оваа техника е толку силна. Значи, самата постапка која ќе научите, тоа е 30 секунди работа, за 1 минута сте сосема различни. Но вистина дека делува, значи, бидејќи ние, нашиот ум бара логика во нештото, и нели затоа вика тоа што е тоа глупости. Не е така, има на вистина да дава спокојство. Еве мене гласот ми е сменет, одма се сменува внатрешната енергија. Дава на вистина внатрешно се активира. Дека Анита ни се уклучи со гласот да мутираме. Океј. Не дава еден натрешен мир и не прави, како да ви кажам, спремни да продолжиме без проблем понатаму. И сакав да ви објаснам на вистина зашто делува, бидејќи на вистина тоа одблокирање на тие енергетски канали преку ослободување на емоциите, животната енергија ни се активира. Чим имаме животна енергија, нашиот имунолошки систем е подобар, нашиот ум е побистар, функционираме како што треба и практично оној процес на обратен процес кога се разболуваме од разни емоционални шокови, стресови и се што држиме во себе, на овој начин, на еден природен начин ги вадиме работите од себе. Може некој од вас, ако сака да сподели нешто, еве поврзана со оваа техника, да се уклучи да ми дигне раче на оваа Zoom сесијата, или да мафне, и да сподели нешто во врска со оваа техника. Знам дека, да ви кажам уште ова, еве како еден инсайт, не знам дали не е тука Наде Герчакова, она иста работи техниката, беше деновиве. Знам дека она ми го има тоа кажано, дека на ова што е тимосната жлезда која што се наоѓа, нели градните коски се спојуваат и тука има една плочка која што секој кај нас, на нашата анатомија. По таа коска се наоѓа тимосната жлезда и доколку секое утро, и тоа знам дека имаше правило 40 дена, секое утро по 3 минути, ама ги гледате на саат, секое утро 3 минути го правиме ова тапкање од Сабајле, практично, бидејќи тимусната жлезда е онаа жлезда која што некаде до 8-9 година ни се развива, потоа почнува полека да се смалува, таму се наоѓа нашата природна радост, практично од внатре ни се буди радоста и ова е одлична техника за всушност да ја разбудиме внатре во нас радоста, но мора да се практикува редовно. Значи ние сме луѓето сме многу сме често пати мислиме дека чека да видиме, добро е све. Наде тука е. Наде, сакаш ли нешто да споделиш? Ти си ми за ова бисер, минатиот пат ме воодушеви. И тука е срцевата чакра, да. Не знам, Наде, дали сака да сподели, пошто ми пиша дека е тука. Ама јас не те гледам. Ете си, Наде. Ева ни е Наде. Да, тоа е... Ало ти што се пријави, Наде, што се појави, што ме следиш и што се следиме. Па еве, готово веќе ќе заспија сите, пошто им дојде подобро од техниката. И сега малку е чудно тоа тапкање на срцевата да се прави денес, сега вечер. Да, навечер не се прави, ми текна сега, да, дека те буди, те разбира. И не можеме да заспиеме. Така да тоа е права техника за Сабајле, кога не ви се станува и кога немате енергија, онака е кој ќе оди сега на работа, па што ќе правам и така натаму. Значи едноставно дури може додека си работите нешто друго, онака машинално да се стави трите прста се стават баш како што Тарзан правел, онака. Да. Онака дури да се слушне, онака да се слушне ехото на срцето внатре. И 3 минути е најдобро, затоа што тогаш во 3 минути се активира. Затоа што ние во оваа возраст или помлади, мислам повозрастни луѓе, ја немаат таа природна дарба на среќа од Сабајле. Помладите го имаат тоа и тоа е многу моќно да се активира тој дел. И од Сабајле е најдобро, пак препорачувам навечер да не се прави. Да, навечер да не се прави, точно имаш право, тоа го изумив да го кажам, бидејќи дава енергија, како што рече, и бидејќи не енергизира. Иначе многу моќно, да ти кажам, одамна не сум ја правела и ти благодарам затоа што сега ми направи една голема работа.
ќе продолжам утре, значи нешто исчистив без да знам дека ми пречело. Да. Така да ти благодарам. Фала ти, Наде, што се приклучи. Јас си го памтам тоа твое приклучување на еден предизвик, исто вака беше за EFT и многу ми се допадна се што збореше. Фала ти многу. Фала, добра ноќ на сите. Добра ноќ, чекај уште малку, не легнуваме сега. Чекај сега вака да направам remove pin и Селина од Австралија, да ја поканиме да се приклучи. Повели, Селина. Да се надевам дека можете да ме слушнете добро. Да. Тоа предавањето беше одлично, Билјана. Јас исто така сакав да додадам дека кога тапкаме, тоа не е нешто мистериозно, велиме енергија. Всушност, да, тоа е енергија во телото. Ако е блокирана, ја вадиме блокадата. Но што станува, испитувањата покажува дека кога ние тапкаме, тој што е хормонот кортизол за стрес, стресниот хормон кортизол се намалува до 25% за 1 сат. Тоа е огромно намалување. И заради тоа нашето тело на биолошки начин, не само на емоционален начин, се смирува. И заради тоа ова техника е толку ефикасна. Но, како што рече ти, Билјана, има многу на YouTube и добро е да се гледат некои од нив. Не сите, како со другите техники, не сите се добри. Добри се некои да се гледат, но ако сакаме да работиме за нешто што е поголем проблем и што го имавме подолго време, најдобро е да одиме на стручњак. Како со сите други техники, најдобро е да одиме на стручњак. Ова ќе помогне, како што рече Билјана, ќе не смири, зашто кортизолот ќе се намали. Мора да се намали. Ако тапкаш ти, кортизолот мора да се намали, ќе се смирите. Но ако сакате да работите подлабоко, подобро е да одите на стручњак, за да добиете добри резултати. Инаку многу ми се допадна како ги објаснуваше тие што се точките и медитацијата. Благодарам, Билјана. Фала ти, Селина, фала ти многу. Дури од таму се преклучуваш. Фала. Може да кажам уште нешто, Билјана? Ајде, чекај само да те видам кај си. Ајве си, извини. Природно рачен. Не можам да најдам, добро. Јас сакам да кажам и Селина да слушне, затоа што јас сум лаборант и кај нас се испитува кортизолот. Така да ова лично го имам испитано. Лично го имаш пробано, или испитано ствари во лабораторија. И точно кортизолот пред и по тапкањето е сосема различен. Вау, Наде, тоа треба да го објавиш, ете гледаш, ја викам дека го објавам. Ќе биде и тоа, значи може да ми бидат неколку луѓе пример, можеме да направиме една мала студија и да го направиме како баш со докази. Оваа техника и затоа е позната на Западот. И сите техники кои што се така адаптирани на Запад е практично се докажани, нели, бидејќи нашиот западниот ум не функционира без докази. Да. Ние жените и може да поверуваме без докази, али кај мажите тоа потешко оди. Нормално има и да не исклучуваме и кај жените такви кај мажите, така да. Значи, може ли накратко да ни објасни наутро како се прави тапкањето? Дијана Дуковска прашува. Наде, ке сакаш да кажеш ти? За наутро, за ова осабајле? Да, за тапкањето на тимусната жлезда, ова што ја подига радоста, ни го враќа животот, ама треба 40 дена, така беше по 3 минути секое утро. Значи, само наутро. Ова е само како помошно средство, кое што ви помага ако сте, пак кажав, ако станете така е, како помошно средство, да, тоа е. Помошно средство, значи не сте фанатици. Да, ова не мора да биде во цела процедура на тапкањето, како што објасни Билјана. Значи ова посебно може да биде само како една техника која што ќе ве ослободи од стресот пред да тргнете на работа, на училиште, деца. Тоа е толку лесно, толку е. Значи најважно е да биде 3 минути. Вие може и да возите по ова и да се тапкате, значи до толку, сакам да кажам да е секојдневно нешто кое што нема да ве оптеретува. Всушност тоа што кажуваше дека само тука е доволно да се тапка 3 минути. Нема потреба ништо да се прави. Дури и во автобус седиш и можеш ова да го правиш. Само што секој ден да се прави правилно и тогаш
тука тимусната жлеза почнува да се отвара. Значи, местото каде што таму е блокадата, обично таму ни е наш блокадата, најголем. Затоа што тука сите емоции се собираат кои што не требат и ја затвараат од срцева чакра каде што треба да се шири љубов. И тука затворено, ништо не оди друго. Сите канали се затворени. Да. Така да ова е многу важно, а всушност толку кратко трае и толку е лесно за работа. Нема ништо посебно. Секој може да го прави. Фала. И благодарам еве Дијана Дубовска ни вела благодарам на двете. Фала многу дечки. Дали сака некој да праша, да каже нешто? Да сподели можеби од сега од ова предавање како ви се допадна денеска. Утре ни е последниот ден, да ви кажам. Од нашиот утре ќе биде веќе 5-дневен предизвик. Утрешната тема ќе биде психофизичкото здравје преку две техники кои што се универзално познати, психолошката техника автоген тренинг и йога нидра како техника која што се користи во йога праксата за длабоко психофизичко опуштање на умот и на телото. Така да и утре им следи убав, како да ви кажам, убава средба. После тоа следи, нели, утре ќе го избереме и оној кој што ќе добие награда, бесплатно да учествува на мојот курс. Ве молам, споделувајте информацијата за курсот. Ете тоа нека биде вашиот допринос кон овој цел предизвик. И исто така, ако имате било какви прашања, пишете ми, можеби не можам одма да ви одговорам. Деновиве со многу активности сум, како што гледате. Идејата е, нели, да споделуваме техники, да споделам техники, оние ја што ги знам, сигурно има и многу други, многу луѓе и од оваа цела заедница која што вие 4 дена ме следат, знам дека работат разни техники. Има разни техники, на секој човек различно, можеби нешто му помогне, но целта е да самите тоа го направиме, да научиме како сами на себе да си помогнеме, па потоа можеме да помагаме на сите околу себе. Не само денешното, сите предавања беа добри, добра ног на сите, еве некој вели, ви благодарам на вистина на сите, ако не дека никој раче, 9:30 може да го завршуваме овој денешен 4ти ден од заедничкиот предизвик. Колку е предизвик за вас, толку и за мене. Сакам, утре ме интересира тој што бил на сите 5 дена, утре тоа ќе ве прашам, кој присуствуваше на сите 5 дена. Поздрав до вас на Инстаграм, ви благодарам што ме следавте и оваа снимка ќе биде, да знаете, на Инстаграм, YouTube каналот, како што знаете, ви кажа веќе да не повторувам што се случи. Така да, ви благодарам на сите, пишете ми, прашате ме што ве интересира и ќе бидеме во контакт, се гледаме утре во исто време. Утре е петок, 8 часот, почнуваме со 5-тиот и последен ден од овој прекрасен предизвик. Поздрав до сите!